Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е 120-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А во ова издание ќе ви говорам за мистериозното појавување на едно мртво тело во различни децении во Британија и пред се обидите на детективите да ги разјаснат овие појавување на мртовецот од чиста мира, најпрвин да го откријат неговиот идентитет и пред се да ја состават големата слика за причинителите за неговото појавување. Секое доближување до вистината ги крши и законите на физиката, меѓутоа и ги крши и конвенциите на кои што сме навикнати да ги гледаме овие крими трилери, така што е спој од една страна, односно хибрид на научната фантастика и криминалистичкиот трилер, кој што е еден уникатен белег кој го има ТВ серијата Bodies, продуцирана за Netflix и создадена од страна на Пол Томалин, односно серија која што подразбира патување низ времето, палење на светот и неговото ресетирање всушност за создавање на една фалична утопија и еден константен циклус со своја преодреденост од која можеби не може да се излезе надвор од неа. А емисијата ја започнавме со три композиции кои што се наоѓаат на новото студиско издание на Stoner Rock бендот Green Lung, односно албум именуван како This Hidden Land. Станува збор за Stoner Rock бенд од Лондон, од Британија, кој што има силни влијанија и од една страна од Doom промененцијата, меѓутоа од друга страна можевте да го воочите и ретро прото хеви метал, односно ретро рок н рол од 70-ти вајб со тие моќни рифови и гитарски сола кои ги поседуваат. Ова е нивен трет студиски албум, претходниот го издадоа пред 2 години, кој што беше именуван како Black Harvest, и Woodland Rights е првиот нивен албум, што значи дека се многу склони до сета таа мистика и окултизам кој што вирее во британските предели, односно во руралните предели, каде што тој хиденизам се уште се практикува и допира до неколку окултни теми кои што се врзани за паганизмот, кој што е актуелен, односно кој што е субстанцијален во тој период, меѓутоа на музички план се блиски до Deep Purple и до Black Sabbath, со тоа што минатата година беа и на турнеја со Clutch, така што се сродни и со тоа што е квалитет во минатото и тоа што е квалитет ден денес. Така што Green Lung ги слушаме во продолжение со уште 2 композиции од овој одличен албум, односно една за вештерката Максин и The Ancient Ways, кои што исто така се наоѓаат на The Hidden Land. Доколку сакате да дознаете како се поврзани пред се детективите од различните децении, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 120-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Bodies, односно тоа е британско научно-фантастична крими-трилер лимитирана серија, продуцирана од Пол Томалин, односно него го знаете како автор на епизоди на ТВ серијата Torchwood, The Frankenstein Chronicles, има работено епизоди на Shameless и на No Offense. Серијата се базира на истоимената графичка новела, напишана, односно од страна на Сај Спенсер, издадена за Vertigo, која што е во собственост на DC. Продуцирана е серијата за стриминг гигант од Netflix, кој и покрај сите можни непрактични одлуки во контекст на нивното квалитетно надградување, се уште имаат најголем број на претплатници, односно наклонувајќи се на популистичките барања, има 247 милиони претплатници широм светот, така што нивната стратегија можеби не вродува со квалитетен исчекор, меѓутоа прави квантитативен кој што се разбира дека е во нивна полза, така што си ја најдоа својата формула. Во ноември ги објавија Obliterated, Blue Eye Samurai, Onimusha,
Акума Кун, Скот Пилгрим Takes Off, арапската ТВ серија Crashing 8, италијанската Сабура Терна, корејската Daily Dose of Sunshine, полската Feedback, португалската Criminal Code, шпанската Nothing to See Here, шведската A Nearly Normal Family, Fairy The Series, индонезиската Cigarette Girl и документарните Mysteries of the Earth, Escaping Twin Flames и How to Become a Mob Boss. Како што гледате, консензусот од 20 серии месечно се уште го одржуваат, што значи дека од овие кои што ви ги напоменав, многу се мали шансите дека некоја ќе биде анализирано во продолжението на оваа сезона. Во декември ги најавија My Life with the Walter Boys, Yo Christmas, анимираната Carol and the End of the World, аниме серијата My Demon, француската Blood Coast, јапонското Yu Yu Hakusho, корејската Gion Seong Creature, полската 1670, шпанската Berlin, тајландската Analog Squad, документарните Bad Surgeon, Love Under the Knife, World War II, From the Frontlines и Under Pressure, the US Women's World Cup Team. Има серии од минатите месеци кои се уште не ми се изгледани, така што тешко дека овие ќе дојдат пред нив на ред на анализа. Меѓутоа, Бодис сметам дека е една од поквалитетните кои што беше објавена во изминатиот период. Таа има 8 епизоди, кои се со време трајање од речиси 1 час, значи 50 и нешто минути се по просек секој епизодите, така што ќе ви бидат потребни речиси 8 часа за да изгледате во целост. Јас признавам дека ја сечев на 3 дела, затоа што спрями 3 други емисии во текот на оваа недела, па не можев да си допуштам повеќе од 3 часа на ден да гледам од Бодис, иако можеби најбезбелно би било и најбезболно да ја изгледате во 2 здива од по 4 часа, односно по еден ден во викендот, барем една препорака од моја страна би било тоа за начин на конзумирање, со оглед на тоа што би сакале да знаете што се случува во наредна епизода, заради тоа што се развлекува мистеријата, ја има, постоечка е, и љубопитството ќе биде заинтригиран од страна на авторите. Премиерата беше на 19 октомври 2023 и излезе во целост, што е една од малкуте поволности на Netflix, која пак носи несакани последици со себе, односно се прави муавет, например, за серијата Викендот, која ќе излезе и неколку дена пред и после, конкретно после. Меѓутоа, сгаснува едноставно дискусијата за неа, се заборава, исчезнува во надвор од времето и просторот и се оди на наредната доза на ТВ серии кои што ќе ги понуди Netflix во еден ден, за разлика нели од тие серии кои што излегуваат недела за недела, но кај нив па се појавува проблемот кој ќе ги чека епизода за епизода за да ги погледне. Затоа јас лично секогаш преферирам серијата да биде достапна во целост и токму поради таа достапност јас можам да си одредам доза и да калкулирам колку имам време на располагање за да можам да ја погледнам серијата, кога најдобро мене, например, би ми овозможило слободното време тоа да го направам со концентрацијата која што ја заслужува, се разбира. Во серијата станува збор за појавување на едно мртво тело на една локација која што се појавува во 4 различни временски периоди, конкретно во Long Harvest Lane во Лондон, односно во 1890-та, 1941, 2023 и 2053. Во стрипот, односно графичката новела, последните неколку години беа поразлични во зависност од годината кога е објавена, така што мислам дека беше 14-та со 50-та или така нешто, кога детективи се обидуваат да ја разокријат пред се мистеријата за убиениот, но исто така и да трагаат по неговиот одземач на животот, ако воопшто ако воопшто е возможно да може да направат некаква си комплетна истрага за да дознаат кој е сторителот и покрај тоа дознаат многу повеќе тајни за универзумот кои што би сакале, односно гледаат во непознатото и излегуваат како променети луѓе во зависност од тоа ако не е преголема доза на непознато кој што имаат восприемено. Сега серијата допира до проблематиката најпрвин до расната нетолеранција, што е можеби најактуелно во 2023 итерацијата, до неприфаќање на квирликови од страна на заедницата, например на крајот на 19 век, како што тоа беше тематизирано во 1890-та поглавието, потоа корупцијата на полицијата, што е
универзално за секоја од 4 временски итерации имаме корумпирани полицајци. Тоа не е некаков новитет, мислам, тоа е веќе една болест на модерното живење која што не знам дали има лек против која што може да се реагира или да се отстрани. Потоа имаме во 19 век имаме спиритуализам, кој што исто така е популарен за еден вид на контактирање со помош на медиумите до оностраното, односно до преминатите од другата страна на постоењето. Потоа имаме научно-фантастичната тропана појава на двојник, односно патувач назад во времето и соочување на себе си од минатото, така што имаме две инкарнации на еден лик кои ги надминуваат временските координати и ги кршат тие физички правила, како што веќе напоменав. Има поради тоа има еден по непосреден начин на комуникација што е со запишување на пораки низ времето и медиумот се користи на самиот простор на кој што се навраќаат ликовите, односно тоа е пределот каде што е пронајдено мртвото тело, како еден вид на пораки низ времето, пратени како да се послужам со фразеологија на полис, како месечи на ботл, со тоа што тоа се херметички затворени написи кои одекнуваат низ периодите и при тоа со секое нивно испишување се појавуваат во друга временска итерација. Потоа има една семејна проблематика која што се расчленува во серијата, односно тоа е неприфаќањето на синот од страна на неговата мајка, сведочи на смртта на неговиот татко и поради таа негова огорченост во нестабилноста која што е доминантна во неговото семејство, разнишана структура на семејството, се јавува потребата за одмазда поради тоа и одмаздата е истурање врз комплетниот свет со негово коренито ресетирање и рестартирање за да може да ја наметне неговата визура, односно утопија. Секако таа себична потреба за ресетирање ја иницира таа за него утопија, за останатиот дел на светот дистопија со оглед на тоа што и сите други луѓе би ги загубиле нивните блиски и при тоа имаме еден скок во времето наназад со оглед на тоа што треба да се имплементира тој план за доаѓање до моментот кога треба да експлодира бомбата, за да се јави еден вид на облога, односно еден вид на култизам на истомисленици, односно поданици, кои што се убедени во месијанството, кој го пропагира овој лик кој што се враќа назад во времето, за сметајќи дека тие ќе бидат подготвени да бидат примени во таа негова нова утопија, односно го следат неговото слово до последен збор, ако можам така да се изразам. Има и проблематиката на предодреденоста и пред се можноста на единката да влијае врз неа, со тоа што има занемарувачки фактори или не, или па се воспоставува прашањето дали воопшто постои слободната волја и можност да се излезе надвор од тој магичен круг, или па само илузија представува таа слободна волја да делува единката надвор од овие каузални концепти кои што ја врзуваат единката да биде составен дел од овој просторно-временски комплекс и насловите на епизодите се You're Dead Already, Do You Know Who I Am, All in Good Time, Right Up the Wazoo, We Are One Another's Ghost, The World Is Yours, Catch Me If You Can и Know You Are Loved, кои се прилично дескриптивни наслови на епизоди. Најчесто има серии со по еден збор кои што се насловени, меѓутоа тука се поописни приказите на самите наслови на сериите. Најавено беше од страна на креатор на серијата Пол во февруари 2022, почна со снимање во мај, што значи дека знаете дека сериите се снимаат најчесто околу 6 месеци, со тоа што нели се има соодветни паузи за викенди за во процесот на снимање и потоа следува нели дополнителен процес на монтажа, што значи дека започнаа во мај, завршија во октомври, значи средината на годината, за да може да биде подготвена за да се погледне наредната, што значи дека има дополнително време и за монтирање. Снимено е во Јоркшир, во Јорк, во Лидс, значи снимено е во Обединетото кралство. Така што сродни
серии, ако веќе барате на почетокот да најдете некаква си паралела, структурално секако дека тука се филмот Cloud Atlas и ТВ сериите Sense8 и Dark, кои што се најблиската аналогија која што може да се повлече структурално, рамништето тоа што има неколку различни периодизации кога се одвиваат действијата и ликови кои што меѓусебно се поврзани со или без нивно знаење и нивните одлуки влијаат на конечниот исход на светот во кој што тие екзистираат. Тука правиме една кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата ги слушаме Кома Дуф, односно ако започнавме од Лондон, започнавме од Обединетото кралство, се селиме во Осло, Норвешка, со патот по светските меридијани. Во глобала ќе се држиме за околу европскиот континент во поглед на музичкиот избор, со тоа што станува збор за стонер рок, стонер метал, односно со хеви примеси бенд кој што ни доаѓа од Осло, како што веќе ме поменав, од Норвешка, кој што го издадува нивното ново студиско остварување, именувано како Мијазма, односно станува збор за еден прилично дебитански албум пред се, кој што се период создаден за време на пандемискиот односно COVID пандемијата, албум материјал кој што тогаш е работен за да може да биде издаден изминатиот месец. Така што слушаме свеж скандинавски стонер рок кој што има моćни рифови, има една доза на препознатливост на скандинавскиот стонер рок кој што има една тежина која што може би повеќе допира и до нивна итерација, односно нивно гледиште на тоа како би звучел дезерт стонер призвукот, меѓутоа доколку би се свирал во скандинавските шуми. Така што уживајте со Кома Дуф, од кој што од нивниот нов албум Јазма, од кој што ќе слушнеме композициите Time Ain't on Our Side, Naked, Brain и насловната тема од албумот Мијазма. Потоа се враќам во етер да ви говорам за улогите кои што ги имаат актерите и актерките во ТВ серијата Бодис. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 120-то издание посветено на ТВ серијата Бодис, а во овој сегмент сакам да продискутирам за улогите кои што ги имаат, односно кои што ги играат актерите и актерките. Серија која што е предводена, како што веќе ви напоменав, од 4 детективи, односно Джейкоб Форчун Лојд, кој што го знаете од ТВ сериите Медичи, Queen's Gambit и периодичната The Great, кој глуми детективот Чарлс Уитман од 1941 година. Тој е тој детектив со тенок мустаќ кој што е инволвиран во криминогените действија во и надвор од полицијата, односно има едно убиство за себе кое ноншалантно го реализира, меѓутоа се соочува со морална дилема дали да го убие девојчето кое што го пресретнува, со оглед на тоа што има повици од страна на неговите најмувачи да ја отстрани како сведок, како потенцијален сведок кој што може него да го стави во незавидна позиција како извршител на убиството на мртвото тело, со тоа што добива повици од жена која што му дава задолжение да ги изврши овие криминогени чинови, односно да отстранува тела, и при тоа на крајот на неговиот сегмент е уапсен за убиство, со тоа што е најмен да пренесе порака од стариот Јулијан, односно да ја пренесе на Шахара, со тоа што влегува во еден момент кај остарениот веќе до тогаш Јулијан и извршува две ладнокрвни убиства заради тоа што таков е циклусот кој што е тој замолен да ја пренесе таа порака пред да го застрела на лице место. Така што ова е еден архетип на неонуар детективите, односно на тие детективи од кои што сме ги запознале од криминалистичките филмови, од тој бранот на автори кои што твореле од овој период на 40-тите и подоцна нели 50-тите и во новиот бран кој што во формата на овие детективи од криминалистични филмови се опфатени во тој неонуар. Меѓутоа го знаете тој архетип на Федората и
Костимо Двориги и препознатливото појавување на Фан Фатал во негова близина, така што ова е еден типичен архетип кој што е превртен на нога со оглед на тоа што се тестира неговата пресе морална инклинација која што ја има овој прилично лигав лик, така да го кажеме, односно лик кој што има дискутабилен морален компас во најмала рака. Шира Хас, која што многу добро ја знаете како предводничката на Unorthodox, уште една култна серија на Netflix, е детективката Айрис Мейплвуд, која што е од последниот чин, односно 2053 година. Таа има електричен рвет, односно додаток, односно електрично засилување за да може да застане за нејзините нозе. Таа е заштитничка пред се на командантот, односно на Џулијан од иднината, и е поставена да бира помеѓу него или па мртвиот научник, односно кој што е третиран од страна на власта, односно од Џулијан како терорист. Така што ја има таа дихотомија, таа поделба помеѓу власт и порив, односно кој што е воден од цел на отпор, кој што се бори против таа злоупотреба на сила, која што има командантот, односно градителот на утопијата на иднината, ако повеќе сакате, кој го измислува всушност патувањето назад во времето. Таа има брат кој што е во количка, кој што не може да се движи, го нема тој аугментитетот кој што таа го поседува, која му служи на командантот за да го воспостави редот и да, а не на отпорот, например, се додека таа не запознае всушност зошто станува збор на тој порив против власта, и таа е таа која што го застрелува со куршум во око на научникот кој што умира за време во самиот продор во порталот, така што таа е таа која што го извршува ова убиство пред телото на научникот да заврши во минатото, нели за тоа се појавува мртво тело, а во обид да го разубеди Елијас, односно таа ќе патува исто така назад низ порталите од иднината, значи во најраното време се враќа, од 1890-та, за да го разубеди пред се детективот од ова приказна во затворска ќелија дека има поголема приказна за која што тој не е запознаен, односно за самото структурирање на патот низ времето, и Шира Хас секоја што задоволство се погледне во рамки на една серија, тоа што е препознатлива, уникатна и нејзиниот перформанс е воочлив. Да не ја забораваме тука и Амака Окафур, која што ја знаеме од ТВ сериите Greatest Hits, The Responder и глумеше во The Sandman. За неја говорев од ова кога ја анализирав оваа серија. Таа е детективката Шакира Хасан, која што технички од 2023 годината кога за прв пат се појавува, односно денешницата, со тоа што има исто така таа едно патување, односно не е повеќе патување, односно е добивање на старост, односно созревање од 2053 се уште ја забележуваме, така што таа е детективка која што ги наоѓа пред се детективите кои работеле на истиот тој случај на појавувањето на мртвите тела низ времињата, со оглед на тоа што ги има датотеките од предходните нејсини колеги кои работеле во самата полиција, се архивира во полицијата, за разлика од институцијата во која што денес ви говорам, каде што ништо не се архивира, се сретнува со Айрис од иднината и ја информира пред се за патувањето назад во времето за претходните детективи и дека таа ќе има удел во спречувањето на овој цикличен процес, конкретно во спречувањето на бомбата која што експлодира во 2023 и го деформира севкупниот свет како што изгледа тој денес, значи патува и таа назад во времето, конкретно се враќа во пабот за да ја пренесе пораката па на детективот во 1941. Ако Айрис се враќа назад во првата итерација, таа во втората итерација временска се враќа во 41 кога стапува во пред се во контакт со светот на самиот овој детектив и прави едно навраќање назад, уште една итерација во сопственото време, каде што имаме едно напластување, двојник се создава од самата себе си за да го спречи експлодирањето на бомбата во два наврати за да може да воспостави еден повик низ времето и таа порака снимена на плоча да може да ја слушне самиот тој кој што си ја снима за себе си. Кайл Солер, кој што го знаеме како актер од филмот Фјури, од серијата Андор и од Ана Каренина, тој оглуми детективот Алфред Хилингхед, тој е од првата временска итерација од 1890 година, тој е детективот, првиот детектив кој што го наоѓа мртвото тело, кој
ја почнува најпрвата истрага заедно со квир новинарот, каде што имаат една интимна поврзаност со оглед на тоа што тоа е уценет од фотографиите дека спиел со мртвиот од страна на богаташот Џулијан, само за да може да го тргне од таа истрага и да биде уапсен за самото убиство овој детектив кој што ќе се обиде да го расветли. При тоа нели упропастувајќи го и сопствениот брак, но и животот на самите членови на семејството со оглед на тоа што неговата ќерка станува сопруга на Џулијан, односно Поли, и Шарлот неговата сопруга која што е мајката на Поли, сопруга на детективот, која што ќе биде ставена во небрано за да дознае за хомоеротските тенденции на нејзиниот сопруг детектив. Уште едно превртување на архетипот на детективот во дадената ситуација, детективот од тој романтичарски период, конкретно од доцно романтичарскиот период, од тој викторијанството, ајде подоцнежно, ако повеќе тоа го милувате, значи тој период кога се прават самите сеанси, така што ова е еден коментар на периодот на Джек the Ripper во Лондон. Грета Скаки, која што ја знаете од култниот филм The Player и од Ема, глуми во новиот хорор Run Rabbit Run. Таа всушност ја глуми улогата на сега веќе култната дводелна серија Одисеја, која што ја глумеше Пенелопа, ако не се лажам. Исто така се појавува и во ТВ серијата The Terror и во филмот Red Violin. Таа ја глуми Поли Харкер од 1941 година. Таа е мајката на Џулијан, која што тогаш е составен дел нели на самиот култ во кој што тој престојува. Во покрај неа во серијата се појавуваат и Том Модерсдейл, односно него го знаете од акциониот хорор филм Оверлорд. Тој е всушност ликот кој што глуми мртвото тело, односно тој е научникот Гейбриел Дефо од иднината, кој што ќе патува назад во времето со таа прострелна рана во неговото око. Майкл Джипсон, кој што го знаете од ТВ серијата Quiz и од филмот на Мендес 1917, го глуми DCI, односно детективот Джек Барбер. Тоа е таткото на Елиас Меникс, односно малото дете кое што ќе го пламне светот. Тој е предпоставен на Шахира, се извинувам, која што е детективката која што ќе го убие, и секако Стивен Грем, кој што го знаете од култниот сега веќе модерен филм снимен во еден кадар Boiling Point. Тој глуми командантот Елиас Меникс од иднината, односно тој е сер Џулијан Харкер од минатото, кој што е во првата и во последната итерација, односно починува во 1941 година од страна на вториот детектив, меѓутоа е жив во другите итерации, со тоа што има исти отпечатоци нели на дланките. Целта му е да го врати, да се врати назад во времето, да направи свој виден култ, да ја експлодира бомбата, да го ресетира светот, односно да направи утопија на иднината, кај што сите ќе бидат сите неправди ќе бидат решени, сите ќе бидат изедначени и ќе го иницира ќе иницира младата итерација со нели со прст да ја активира бомбата. Најпрво го гледаме како самотен лик, меѓутоа потоа ќе биде сакан. Таа е таа фразеологија која што континуирано се повторува и се враќа назад во времето, односно во 1890 година, првата итерација, каде што посочува дека ќерката на полицајецот ќе биде негова сопруга, односно тој е сопругот на Пени. Покрај него во серијата се појавува и Дерек Рајдел, односно него го знае, говорев за него во ТВ серијата Индустри која анализирав. Тој е началникот Келоуеј од 41 година, втора итерација временска, предпоставен на детективот, така што секој од детективите си има свој предпоставен, кој што исто така на еден или на друг начин е врзан за култот на командантот, односно е помага на еден или на друг начин. Пред се Џорџ Паркер, кој што глуми во Пениворт и Shadow and Bone ТВ сериите, го глуми Хенри Еш. Тој е новинарот од 1890 година, прва временска итерација, заљубен во детективот и негов партнер во истрагата. Гейбриел Хауел, кој што глуми во Defense филмот
го глуми младиот Елиас Меникс, дете кој е во 2023 трета итерација инволвиран во убиството, односно тој говори за пророштвото дека детективката ќе го присили од една страна во циклусот да ја активира бомбата, односно тој ќе го слушне Џулијан како посочува дека ќе биде сакано од другите, нема потреба неговата фрустрација мора закон светот да ја реализира на начин на кој што ќе ја експлодира бомбата, доколку е разубеден во иднината во тоа. Синаве Калсен, која што глуми во Last Night in Soho и во ТВ серијата Клик, ја глуми Поли Хилингхед, односно во прва временска итерација, таа е ќерката на Алфред Хилингхед, првиот детектив која што свири на пијано на Џулијан, кој ќе се заљуби во неа, и Хейден Харкер е всушност нивниот син од тој брак, и Ейми Менсон, која што ја знаете од одличниот филм Спенсер, таа глуми во исто така квалитетниот филм за радиостаницата Битс и во The Nevers во ТВ серијата глумеше. Таа е Шарлот Хилингхед, односно таа е мајката на Поли и сопругата на првиот детектив од 1890 година. Значи, таа фразеологија дека ликовите ќе бидат сакани, всушност е како едно ехо кое што се наметнува на Елиас, со тоа што е потребно тоа сведоштво снимено на плоча, и планот е да се разубеди всушност Елиас да не го уништи светот, затоа што би се каел за таа одлука во иднината, како што се обидуваат детективите и патувачи назад во времето да го разубедат сами од себе си, да си се разубеди со помош на оваа снимка. Правиме тука кратка музичка пауза, слушаме композиции на Неон Бартон, значи патуваме од Норвешка во Колонја, во Германија, место каде што доаѓаат овие стонерок, психоделични музичари кои што имаат елементи на пост-рок во своето музицирање, space рок елементи во комбинација со стонер призвукот кој што го поседуваат. Take a Ride се нарекува нивното ново студиско остварување, мислам дека пред 2 години има уште едно, односно Mighty Mondeo, пред да ја снима Neon Trilogy, така што ова е трето долгосвирачко, Пеликан е првото нивно EP издание, ако не се лажам, значи станува збор за еден стонер рок бенд од Германија, кој што има подолги композиции, од кои што ги одбрав I Run и Take a Ride да бидат најзнаменити, односно најпредставителни од овој албум. Така што уживајте во Неон Бартон и нивното психоделично патување низ универзумот, како е една аналогија за патувањето низ времето во серијата, и потоа се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува ТВ серијата Бодис. Вие слушате радио канал 103, ова е 120-тото издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на мини-серијалот Бодис, а за самиот крај на емисијата, веќе знаете дека во изминатите 119 епизоди имам развиено една систематизација во која што на 20 на критериуми кои важат според мене за секоја ТВ серија се гледа, односно се врши еден вид на дисекција на погледнатото, и секоја од ТВ сериите подлегнува на овие прагматични, барем јас колку што можам да заклучам од моето искуство за анализирање на ТВ серии, дека се рамништа на кои што мора да се погледне една ТВ серија, со тоа што Бодис, за разлика од многу други серии, на моје големо задоволство има најавна шпица, со тоа што има разработена графика за секоја од буквите и како еден своевиден мозаик за сите тие символи кои што се појавуваат, дали се тоа врежаните во самото тело или па се некои други символи кои што се врзани за засебната епизода во која што се работи проблематиката во која што ја гледаме во тековната, односно во епизодата која што е најавена, така што не треба многу за да се направи една најава на ТВ серија која што е од моја страна топла препорака сите автори на ТВ серии да го практикуваат, заради тоа што тоа е со една можност од едноминутно кратко филмче за да се направи за дадена тематика која што не мора да е во играна форма, може да биде, се разбира дека е и анимирана. Со оглед на тоа што има 8 епизоди, серијата брои 20 сценаристи, што да е работено во Обединетото кралство и таму има други правила на кои што на бројот на автори кои што треба да учествуваат, односно сценаристи, со оглед на штрајковите кои што се случија од Сдруженијето на сценаристи во САД, на писатели,
не би било дозволена оваа квота, со оглед на тоа што доколку се во прашање 8 епизоди, важи ново настанатото правило дека мора да има минимум 5 сценаристи во самата канцеларија која да се пишуваат епизодите, од кои што 3 би биле продуценти, зборувам минимум. Така што доколку беше работено во САД, ќе требаше да се зголеми бројот на луѓе кои што активно ќе учествуваат во пишувањето на епизодите. Има двајца режисери, односно режисер и режисерка оваа серија, о која што едниот од нив е Марко Кројц Пайнтнер, кој што го знаете од ТВ сериите The Colony Case и The Lazarus Project, и Хаолу Ванг, која што е режисерка од Доктор Ху. Двајцата имаат по 4 епизоди и нема некоја драстична разлика помеѓу нивните стилови на работа, со оглед на тоа што веќе се востановени изгледите на различните периодизации кои што се паралелизираат, така што кога ќе се воспостават веќе овие 4 начини на снимање на различните временски итерации, веќе се добива еден вид на затвореност во и за и околу тоа како и колку може да се изрази во рамките на тие зададени јасни филмски визури кои што се наклонуваат. Во поглед на музиката, која што ќе имате можност до крајот на емисијата да ја слушнете од оваа серија, ја работи Џон Обстат, односно тоа е човекот кој што има направено музиката за The Woman in White, The Feet и We Hunt Together. Нема што нема во овој музички сегмент на оваа ТВ серија, односно во композициите кои што ги има работено Џон, со оглед на тоа што има од оркестрација, употреба на хорови, гудачки свити за нагласените тензични секвенции, има синтвейв елементи, односно синтвейв композиции, има електрични гитари, има електрични битови каде што се засилува исчекувањето. Така што има над 100 минути направено музика за оваа ТВ серија, која што одговара на различните ери, во зависност тоа ако се прати класична свита за крајот на 19 век, нели, и средината на 20-тиот, или па во модерното доба се користат се користи синтвейв, се користи синтесајзерот како еден вид на двигачки инструмент, така што се користи класичната свита и модерната оркестрација, и најдоброто од двата света се употребува за богатата музичка палета која што има оваа ТВ серија, за која што повторно посочувам на крајот на емисијата. Ќе слушнеме дел и од гудачките свити, дел и од синтвейв композициите, чисто колку да се направи некаква паралела. Во поглед на музичкиот избор, каст The Walker Brothers и артисти кои што не ми беа голем дел од нив познати, Дайна Вашингтон, Вера Лин, има употреба на Моцарт, една партитура која што се изведува, така што тоа што можело да се допушти на музички план за да се откупи од право е земено и изведено, интерпретирано во дадена ситуација. Во поглед на сценографијата имаме полициски станици од 4 епохи, разлика на изглед на домовите низ времето, со тоа што има од употреба на самовозечки автомобили во еднината до употреба на газија во 1890-та. Погледам фотографијата, Джоел Девлин и Пол Морис снимаат по 4 епизоди, тие се директори на фотографија, го имаме истакнатото чистина и белило во иднината, имаме снимање посвети во минатото, во раскошните домови, во Втората светска нели се бркаат сенките на ноар естетиката и силниот контраст, и имаме нели реализам кој што се брка со синилото, студенилото и синилото пред се во канцелариите во 2023. Имаме 4 монтажери на оваа серија кои што се паралелизираат 4 временски нишки и оставаат простор за сите ликови со транзиции налик стрип, со оглед на тоа што се базира на графичка новела кој што го делат нели екранот, имаме сплит скрин сегменти со пуш транзиции, што значи дека има по 10 минути горе-долу за една приказна, што е сосема доволно за да се направи еден мал чекор напред, за да се обликува големата арка. Во поглед на костимографијата и шминката, таа треба да се одвестува нели на модерното доба, 19 век, Втора светска и футуризамот. Има надприродни елементи во која се вклучени научно-фантастичните аспекти, односно патувањето низ времето и неговите начела, хумор и еротика,
ниту едно, ниту друго има, освен ако ако вброиме во еротика мажи кои што се бакнуваат и лежат еден до друг, ништо повеќе од овие чинители нема во рамките на серијата. Во поглед на ефекти има мејкап со прикажување на мртвото тело, има крв од човекот кој што има истрел во него која тече од самиот брод во морето, има slow motion во влезот во порталот, така што има и визуелни и практични ефекти колку што може да се допушти. Флешбек се самите секвенции на враќање назад во времето од временските итерации, како што напоменав, има поделба на екранот, сплит скрин има за да се долови таа стрип естетика и има, се разбира, халуцинација во кога ликовите се под дејство, односно влегувањето во грлото, во порталот имаме еден вид на поместување на реалноста. Жанровски е крими трилер со научно-фантастични елементи, се говори на англиски јазик. Во поглед на недостатоци нема кој знае какви значајни и иновативни решенија кои што се поквалитетни од Dark или од Cloud Atlas, кои што не се забележани во овие два типа на филми, на серија всушност, или на сите принципи на патување низ времето, каде што заглавуваат одредени ликови, се соочуваат со нивните претходни итерации и тие промени кои што ги прават во низата на времето предизвикуваат butterfly ефект. Сето тоа го имаме погледнато во поквалитетни ТВ серии, меѓутоа не секоја серија треба да направи некаков си значителен исчекор надвор од тоа што сме го погледнале и не е секоја должна тоа да го прави, туку едноставно пресудно е повеќе да биде квалитетно одработено, макар и повторената лекција која што ја имаме од овие два жанрови кои што се амалгамирани помеѓу себе и ги користат најдобрите алатки кои што ги нудат. Така што во поглед на континуитетот на епизоди, со оглед на тоа што се преплетуваат 4 периодизација, се задржува континуитетот. Предпоследната дури има еден ботл сегмент каде што акцентот е повеќе ставен на 1890 и доаѓањето на Джулиан и пред се докторот, односно научникот во првата половина од епизодата, така што како еден свој виден флешбек за пополнување на дупките во приказната е тоа повеќе, а за градење на ликови има простор за сите да им се обрне внимание. Иако детективот од Втората светска ми е невпечатлив, има своја арка за искупување кон самиот епилог на серијата и која е всушност неговата поврзаност и целта во серијата. Cloud Atlas ја напоменав како филмска итерација која што е блиска до оваа ТВ серија која се базира пред се на стрипот кој е издаден за Vertigo, односно на DC, како што ја напоменав на почетокот на емисијата, а слични серии се разбира на оваа дека се Dark, Sense8, 1899, 11-22-63, Devs, Legion, Black Mirror, Undone, 12 Monkeys, Outlander, American Horror Story Apocalypse, Altered Carbon, Penny Dreadful, Twin Peaks, The OA, Upload, Counterpart, Severance, The Missing, The Leftovers, Travelers, Katla, Fringe и Outer Range се само неколку серии кои што се аналогни на неа или се поврзуваат дали со криминалистичкиот, дали со научно-фантастичниот, дали со амалгамот на овие два жанрови. Поглед на атмосферата е заговетна, гледливост е загарантирана со извидно увидливоста, секако дека е постигната. А поглед на епилогот, плочата за сведоштвото која што ја снима Джулиан, пуштена на Елиас со детективката од иднината која што се сретнува себе си од минатото. Целта е самиот да се разубеди да не ја активира бомбата со самиот повик на телефон, која што е како еден вид на детонатор. При начинот на кој што ќе се отстрани од бројот се прекинува таа поврзаност, се променува хронотопот, се разминуваат ликовите како да поминале заеднички минати животи, например со споредните ликови на веќе од гледаното, не се знаат, не се познаваат, меѓутоа има некоја инхерентна поврзаност која што ги иницира дека можеби од некаде ги знаат. Со тоа што има последна сцена каде шоферката на Шахара е всушност детективката од иднината, што значи дека сега изгледа иднината поразлично, може би пак нешто зезнале детективите или па не се во случајот што не се одиграла експлозијата, односно може би светот изгледа поразлично од тоа што не е прикажано иднината и може би ќе треба уште нешто да се поправа, тоа не би знаеле. 8 од 10 е оценката со која што евалуирам
И во контекст на продолжение не знам искрено да бидам дали има потреба, иако нели не е објаснето постоењето на порталот, од каде е и што е, нити па кои се функцијата на култот и нивните намери, и сепак последната детективка, што не е уништен светот, има една голема мистерија како всушност изгледа 2053, доколку има некаква мотивација зашто таа всушност се враќа и се пресретнува со нејзината претходничка. Тука ќе го завршиме ова издание на емисијата посветена на Бодис, со тоа што слушаме музика од самата ТВ серија работена на Џон Обстад. Слушаме насловната тема и неколку од тие оркестрации и модерни синтвейв композиции. Вие го слушавте 120-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализира првата сезона од серијата Бодис. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето за актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!